Во предвечерието на еден од најтраорните и најкрвави настани од поновата македонска историја, масакрот кај Карпалак на 8 август 2001, градот на простумот и непокорот Прилеп, а кој на тој кобен ден загуби дури 10 своји синови, достоинствено се подготвува за да им оддаде достојна почит на овие македонски херои. Чествувањата по повод 23-та годишнина од овој ужасен и грозоморен настан, кога конвојот од близу 120 прилепски резервисти од армијата на Република Македонија, кукавички од заседа во раните утрински часови, беше нападнат од терористичките групи на ОНА, традиционално започнуваат попладнево со полагање венци и свежи цвеќиња на споменикот од загинатите бранители во кругот од касарната Мирче Ацев, од каде што всушност тие и тргнаа на своето последно патување. А вечерна богослужба за покој на нивните души ќе се одржи во манастирот Света Петка, во селото Лениште, каде што исто така има подигнато споменик во чест на бранителите. Главната церемонија ќе се одржи утре, точно на денот на погибијата, со тоа што во раните утрински часови ќе бидат положени венци пред скромната спомен плоча на банкината од патот на Карпалак крај Тетово, а ќе бидат посетени и гробовите на загинатите. Во 13 часот пак во центарот на Прилеп, пред споменичниот комплекс Карпалак, градот Херој ќе им одаде достојна почит на своите сограѓани кои со својата саможртва, бранејќи го територијалниот интегритет и суверенитет на својата татковина, за секогаш се вградија во херојските историски темели на Македонија. Сашо Китановски, Нане Наумовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердован Шабановски, Љубе Грујовски, Дарко Велјановски, Веби Грушидовски, Горан Миновски и Пеце Секуловски се имињата на 10 македонски херои, чии семејства, но и преживеаните соборци, и ден денес, и после 23 години, со истата тага и болка, се сеќаваат на се како вчера да било, се уште трагајки по одговорите на за нив најтешките прашања. Кој, зошто и како дозволи да се случи таков масакар? Инаку, додека на местото на погибијата на Карпалак, за сите овие 23 години никогаш не се направи пристојно споменично обележје, освен обичната мермерна плоча покрај патот, која на неколку пати беше и искршена, Прилеп на своите херои им се одолжи со 2 импозантни споменика. 10 улици беа именувани со нивните имиња. Еден од булеварите го носи името Прилепски бранители, а во нивна чест и спомен беше изградена и црквата Света Петка во прилепската населба Точила.